Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Со свечена седница на Советот, Крива Паланка го започна одбележувањето на 8 октомври, денот на ослободувањето на општината. Советот на својата последна седница во овој состав донесе одлуки за доделување на наградите 8 октомври, почесен граѓанин на Крива Паланка и признание за особени постигнувања и придонес за развојот и афирмацијата на општина Крива Паланка. Интересно е што годинава наградата почесен граѓанин на Крива Паланка ја доби амбасадорот на Република Словенија во земјава, Милан Предан, во знак на благодарност за соработката меѓу општината и амбасадата и неговата лична посветеност во продлабочувањето и унапредувањето на оваа соработка. Наградата 8 октомври за 2021 година во општина Крива Паланка се доделува на господин Бранко Павловски од Крива Паланка за постигнатите значајни резултати од областа на културата и музичката уметност. Наградата признание за особени постигнувања и придонес за развој и афирмација на општина Крива Паланка за 2021 година во општина Крива Паланка се доделува на Оливера Јанковска од Крива Паланка за особени заслуги во промоција, афирмација и достојно представување на општината и државата надвор од границите на Република Северна Македонија. И по 77 години од ослободувањето, градоначалникот Боријан Чомицевски вели дека борбата продолжува, но денеска на други полиња на делување. Продолжува од аспект на тоа што Крива Паланка секојдневно се бори за својот економски, социјален и општествен развој, но и справувањето со светскиот предизвик за надминување на последиците од пандемијата на COVID-19. Почитувани присутни, несомнено, со напредокот на државата и Крива Паланка продолжува да чекори со сигурност по патот на просперитет, стабилност, развој и општ подем. Процесите кои започнаа и ги наметнавме како темпо и принципи на работа и делување, може би со забавено темпо, но со сигурност продолжуваат со една и само една крајна цел – подобар живот и благодет на сите граѓани во локалната заедница. Мицевски вели дека е горд што како мала општина се наметнале како препознатлив чинител во делот на искористување на ИПА фондовите. Се горде и со промените во делот на енергетската ефикасност, со транспарентното и отчетното работење, соработката со дипломатските представништва, подобрените услови за образование и заштитата на животната средина. Коректно е кога се одбележуваат вака значајни датуми од историјата на Крива Паланка, да се направи рекапитулар и пресек на сето она, каде бевме, каде сме и која е нашата крајна цел како институција и како локална заедница кон кој што се стремиме. Во таа насока ќе набројам дека интензивно се работи на 25 км од експресен пат кон Крива Паланка. Рехабилитирани се 54 км регионални патни правци, 35 км магистрални патни правци. Изградени се 10 км нови локални патишта во руралните средини. Рехабилитирани се над 20 улици во урбаниот дел на градот. Изградени се околу 2 км регулации на речни корита и сливови. Обновени се или изградени 11 спортски објекти и рекреативни патеки и неколку дополнителни детски игралишта. Заменети се околу 2,8 км азбестни цевки, заменети се 4500 обични со дигитални водомери, заменети се над 2200 натриуми и живини светилки со штетливи светилки. Изградени се околу 3 км нова водоводна мрежа, дополнително уште 5 км системи за индивидуално снабдување. Се работи интензивно на системот за водоснабдување со вода на земјоделските површини во село Конопница. Изградени се 5 км на нова канализациона мрежа, 3 км тротоарски површини. Изградени се околу 300 метри подпорни зидови и стени. Набавени се 15 моторни возила, од кои што 11 за потребите на локалните институции. Набавени се околу 200 нови контейнери. Се инвестираше во нов кат на детската градинка, проширување на постоечките капацитети, обновени се поголем број на училници, кабинети, помошни простори, санитарни јазли, спортска инфраструктура во основните и средните училишта. Се воведува нови струки во образованието, негователи, асистенти и стипендии за ученици со попреченост. Се инвестира во обнова на услугите за работа во локалната установа Градски музеј
и Националната установа Дом на култура. Финишира донесувањето на деталниот урбанистички план за неколку локации, но и финално изработка и усвојање на генералниот урбанистички план за Крива Паланка. Воведена е ГИС платформа, се финишира со процедурите за ИСО стандардизација, се изработија неколку стратешки документи, а се финишира изработката на стратегија за локален развој и уште поголем број на други активности. Во сферата на издавачката дејност беа публикувани неколку значајни изданија кои што прават пресек за нашиот историски и општествен развој како општина. Градоначалникот им се заблагодари на советниците за работата и на сите раководители на јавните институции за рационалното и домаќинско работење. Вели треба да бидат горди на она што го прават за сегашноста и иднината на градот, бидејќи Крива Паланка го заслужува тоа. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk